Од понеделник треба да започне ковид скринингот во училиштата, кој треба да покаже дали и колку од учениците се носители или асимптоматски COVID-19 позитивни случаи. За тоа и да се направи, претходно е неопходно да се обезбеди дозвола од родителите. Од утре ќе започнеме да бараме заедно со Министерството за образование писмена согласност од родителите согласно методологијата. Јас верувам дека до крајот на почетокот на следната недела тоа ќе се обезбеди, за да во тек на следната недела и практично се спроведе на скрининг. Со скринингот би требало да бидат офатени 8700 ученици по случајен избор во сите основни и средни училишта во државата. Апелирам да го прифатат скринингот. Не е тоа ништо страшно, обичен бриз се зема кај децата, исто како брисевите и за детектирање на други причинители на горно-респираторни инфекции со цел да имаме за пократко време еден пресек на слика. Сега е епидемиолошката ситуација прилично мирна. Немаме заболени деца, немаме хоспитализирани деца, 10 до 15 во болницата во Козле и во ниту една друга институција. Нема податоци за трансмисија во училиштата, но битно е да знаеме дали евентуално би откриле асимптоматски носители на вирусот кај децата. Дополнително, Комисијата за заразни болести до владата предложила нова мерка, односно влез во затворени простории да им се дозволи само на оние кои имаат примено 2 дози на вакцина, наместо како што беше досега со 1 доза. Оваа мерка, доколку биде прифатена од владата, би требало да почне да се применува за 1 до 2 недели, а ќе важи за сите затворени места. До сега, околу 790.000 граѓани се вакцинирани со најмалку 1 доза вакцина, 1000 со 3 доза вакцина, а околу 45% од полнолетното население се смета за имунизирано.